Во ова издание предизвици и дилеми за безбедноста и ефикасноста на руската вакцина против COVID-19. Дали заканата од COVID-19 ги интензивира обидите за подобрување на можностите за онлайн настава? Социјално дистанцирање, мантра за да се задржи коронавирусот од понатамошно ширење, тренд на рачување храна преку онлайн. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е Гласот на Америка. Русија најави победа во глобалната трка за вакцина за COVID-19. Меѓутоа, само прогласената победа е во сенка на бројните предизвици и прашања за безбедноста и ефикасноста од ваквата вакцина. Додека светот е очен да најде вакцина против COVID-19, председателот Владимир Путин вели дека руските научници пронашле спас, лансирајќи ја вакцината Спутник 5. Знаю, что она работает достаточно эффективно. Знам дека е доста ефективна, создава одржлив имунитет. Повторувам дека ги помина сите потребни проверки. Вакцината е развиена во Државниот институт Гамалеја, кој изјави дека успешно направил тестови на група вработени волонтери, вклучувајќи ја и ќерката на рускиот председател. Но институтот дури сега почнува со големи клинички тестирања, што е услов за докажување на ефективноста и безбедноста на една вакцина. Тоа ја зголемува загриженоста дека Русија ги заобиколува стандардите за да направи профит. Нет никакой у меня предвзятости абсолютно. Спроведете ја третата фаза на клинички тестирања и покажете дека вакцината е безбедна за илјадници луѓе, што е прифатен меѓународен стандард. Ние ќе бидеме среќни ако работи. Сега изгледа дека го забрзаа процесот. Покрај плановите на владата следниот месец да им ја даде вакцината на здравствените работници. Неодамнешна јавна анкета покажа дека повеќе од половина од руските доктори кажале оти нема да ја примат. Светската здравствена организација исто така вели дека руските напори се во рана фаза, предупредувајќи го Кремљ да не ги брза плановите за производство на вакцината во следните месеци. Во меѓувреме руските здравствени лица велат дека многумина од нив веќе ја платиле цената. Во Санкт Петерсбург има споменик на починатите медицински лица, кој го зголемува сомнежот дека владините статистики ја кријат вистинската бројка на смртни случаи. Беше јасно дека нашите лекари ќе бидат први на удар на пандемијата. Направивме зид на сеќавања со цел градот да не ги заборави оние што го изгубија животот за наша заштита. Русија во моментов е четврта во светот според бројот на заразени, веднаш за САД, Бразил и Индија, со речиси милион случаи. Истовремено недоволно се почитуваат и мерките за социјално дистанцирање и носење маски. Русите веруваат дека ќе го вратат животот во нормала, надевајќи се дека непроверената вакцина ќе ги спаси од вирусот. Во САД доаѓа крајот на летото кога многу американски семејства се подготвуваат за новата учебна година. Меѓутоа, со самото тоа се прават подобрувања и на начинот на подобрување на онлайн врските во училиштата со учениците. Маријама Дијало има повеќе на оваа тема. Во САД почнува новата учебна година, но пандемијата затвори многу училишта и факултети и ја префрли наставата онлайн. Во техничкото средно училиште во Окленд, Калифорнија, учениците чекаат во ред за да добијат книги, а некои од нив и компјутерска опрема како лаптопи кои ќе ги користат дома. Имаме само еден дома. Тешко е, зашто треба да го делат тројца. Училишниот округ на Окленд проценува дека половина од околу 50.000 ученици немаат соодветна технологија за онлайн учење, проблем со кој се соочуваат училиштата низ целата земја. Граѓански организации ги здружија силите со училиштата во Окленд за да ја премостат дигиталната подоба која обстојува со децении. Понекогаш интернетот успорува, бидејќи сите сме на компјутерите. Оваа коалиција собира пари за опрема како лаптопи, интернет конекции и технолошка поддршка за секој ученик. Мислам дека интернет конекциите во светот се речиси исто толку важни како храната во денешно време. Пандемијата не принуди да го преиспитаме начинот на кој правиме одредени работи. Оваа мајка има 5 деца кои ќе останат дома. Отидов во училиштата и земав Хромбук за секое дете. Кога основното училиште Емерсон ги затвори вратите во март, наставникот во второ оделение Питер Ли Мата се грижал дека ќе загуби контакт со неговите ученици. Асани, како си?
Прекрасно е што можам да видам толку деца. Ми не достигате. Драго ми е што можеме да се поврземе на овој начин. Тој го започна проектот Приказни со господин Лимата на Facebook Live, платформа за која се надева дека е подостапна за повеќе семејства со користење на паметните телефони. Како што започнува новата учебна година, Лимата се плаши дека дел од учениците немаат соодветна можност за да се поврзат. Тоа е разликата меѓу имањето и немање предавање. И квалитетот на образование што го добивате бидејќи понекогаш учениците не може да учествуваат во дискусијата, зашто секогаш кога ќе вклучат видео или ќе пробаат да зборуваат, добиваат пречки зашто интернетот е спор. It's hard to believe that in the US. Тешко е да поверувате дека во САД секое пето дете нема соодветен пристап до интернет. Она што се случи пролетва, децата се обидуваат да ги направат домашните задачи на мобилни телефони од паркиралишта пред јавните библиотеки. Од анкети меѓу наставниците во целата земја, знаеме дека тие се загрижени за пропуштеното образование. Затоа напорите да се обезбеди технологија за учениците се навистина итни и потребни, за да се намали дигиталната поделба која постои. За крај на News Flash, социјалното дистанцирање сега е мантра. Како да се задржи проширувањето на ширењето на коронавирусот? Многу американски граѓани се прифрлаат се повеќе кон онлайн апликации за нарачка на храна. Пандемијата со коронавирусот ја зголемува побарувачката за доставување храна и намирници до дома со цел да се избегнат рестораните и продавниците. Сенди Нирнберг не можела да верува што гледа при неодамнешна посета на супермаркет. Беше хаотично, преполно со луѓе, сите кашлаат. И мајката на 2 деца одлучила да проба нешто друго. Нарачала намирници преку Instacart, интернет сервис за доставување храна. Instacart стана наша дестинација за купување намирници. Мислам дека така помалку сме изложени на други луѓе. Од неговата канцеларија дома, професорот Шварцберг советува максимално ограничување на контактите со други луѓе. Колку помалку контакт имате со други луѓе, помалку шанси имате да се заразите. Одењето во супермаркет е одлична можност за интеракција со други луѓе, особено ако продавницата е полна. Изминатите денови, Instacart и други продавници кои нудат вакви услуги регистрираат зголемено користење на апликациите според Aptopia, сервис за анализирање и купување преку интернет. Но ако не можете да нарачате преку интернет и мора физички да одите во супермаркет, експертот за заразни болести Джейсон Фарли препорачува: пазарете кога нема многу купувачи. Кога ќе ја земете количката за купување во супермаркетот, дезинфицирајте ја пред да ја користите. Продавниците нудат вакви шамливчиња. Избришете ја пред и по користењето. Потоа избришете ги и рацете. А дали носењето ракавици е добра идеја? Тоа е добра работа кога допирате нешто, кога допирате производи и ги ставате во торба, но кога ќе дојдете дома и ако ја допрете истата пластична кеса или метална конзерва, веројатно вирусот е се уште на нив. Со оглед дека вирусот најмногу се шири од контакт на човек со човек, експертите велат дека најбезбедно е, додека сте во супермаркетот, да избегнете близок контакт со други луѓе. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер со нови информации, следете не утре.